Рековме дека општините се наоѓаат пред бројни предизвици, но сепак во паралелно со ова се случуваат и многу тековни настани кои што го обележуваат работата и постоењето на општините. Само што почна новата учебна година, колку првачења, колку идни ученици се запишаа во основните училишта во Ново село? Во општина Ново село има две општински основни училишта и вкупниот број на првачења не можам да кажам дека се гордеам дека е голем, за жал само 36 првачења има, но се радувам дека сепак во наредните години би требало да има повеќе дечиња и се надевам дека ќе успееме да го одржиме, иако можеби нисок број на првачења, но да успееме да ги одржиме училиштата во добра кондиција и да продолжат да функционираат. Во текот на вчерашниот ден ги посетив двете општински училишта и Видое Подгорец во Колешино и Мануш Турновски во Ново село. Им посакав успешен старт на образовниот процес на дечињата. Учителките и учителите нормално се срекни, за нив е тоа голема гордост кога почнуваат една нова генерација која треба да ја извадат на прав пат. И знам дека имаме добар и професионален кадар од наставници, учители, даскали, народно кажано. И знам дека ќе излезе уште една успешна генерација, затоа им посакувам да напредуваат, да ги почитуваат своите учители, своите наставнички, како што вчера апелирав, тие се сепак тука втори мајка и татко, зашто им даваат знаење, ги хранат со знаење. Се надевам дека во годините што предстојат, најмалку што можеме да направиме е да го одржиме овој број, а и се надеваме и да се зголеми наталитетот, па и да има повеќе дечиња. Имаше еден негативен тренд на намалување на ученици во основните училишта. Каква е ситуацијата? Дали има во моментов стагнација, можеби? Би кажал дека во моментот сме во некој тренд на стагнација. Знаете, после пандемијата со корона, сметам дека се намали, можеби се стагнира процесот на иселување, не е стопиран, не можем да кажем дека е стопиран, се уште наши сограѓани се одлучуваат на привремена работа во странство, но ете сме во еден период кога и таму негде во странство никаде не е, да кажеме, сјајна и розова ситуацијата, така што граѓаните на некој начин успеваат тука да си ја најдат својата екзистенција, затоа и ние како ново раководство, нова гарнитура на градоначалници, имаме огромна обврска, огромен товар на плеки да обезбедиме услови за да тие наши сограѓани екзистираат, затоа се и нашите тековни ангажмани, тоест наши општински ангажмани за нова индустријска зона која ја припремаме, за некои останати потенцијални инвестиции. И како што претходно споменав, во дел од подрачните училишта нема запишани, за жал, правоодделенци. Во неколку училишта е таква ситуацијата, точно списокот морам да го побарам, но ете, да се надеваме да креираме услови да биде подобро. Општина Ново село ги поддржува првачињата со 4000 денари од сопствениот буџет. Зошто се одлучивте на ваков чекор? Знаете, со почетокот на мојот мандат, јас се заложив да на некој начин ги стимулирам семејствата, не дека е некоја голема помош, но ете, сакам да упатам апел дека се што е во можност на општината ние ќе го дадеме како стимул, како што беше за 8000 денари за секој првороденче, кој се уште тековно се исплаќа. Се радувам дека во последните 3-4 месеци нагло е зголемен бројот на новороденчиња во нашата општина. И така одлучивме заеднички со Советот на општината дека треба да дадеме и по 4000 денари како една стартна помош на родителите, да знаат, да сватат дека општината е нивни сервис на граѓаните, значи со плаќањето на даноците на нашите сограѓани ние се трудиме
тие пари делумно и директно да стигнат до нивните семејства. Се надевам дека покрај сите кризи, ова што го воведовме за прв пат и за новороденче и за првооделенци, да можеме и да ја зголемиме сумата во периодот што предстои, но затоа ни е потребен овој инвестиционен циклус кој сум оптимист дека ова есен ќе почне веќе да се случува. Голем дел од проектните документации се или се готови или се во фаза на завршување, така што сметам дека во идните 2 до 3 месеци ќе имаме подобрени приливи, подобрени приходи како општинска администрација, со што би можеле за наредната година да имаме и поголема помош за нашите сограѓани.